Советот за безбедност на сообраќајот на патиштата во својот кодекс зборува и за техничката опременост на возилото. Еднаш годишно е нужно да се направи технички преглед. А совесниот возач ќе го прегледа своето возило и повеќе пати, барем пред подолги патувања. За таа цел му се на располагање стручните служби. И најдоброто возило може да стане опасен и подмолен непријател, ако возачот не е дораснат за него. Добриот возач нема да дозволи возилото да го завладее, туку тој ќе и командува на машината. Треба да се прегледа се, моторот, палењето. Ако имате слаби кочници, ќе ви ги поправат. Да, и светлата треба да се прегледаат. Со еден збор, поправај ги малите дефекти за да не дојде до поголеми. И немој да се плашиш од технички преглед, бидејќи се работи за сигурност. Кога сме болни, повикуваме лекар. А кога со автомобилот нешто не е во ред, сами го поправаме и му веруваме на секој што вели дека се разбира од автомобили. Но не е така. Ако сме совесни, никогаш нема да ја одбиеме помошта на механичарот и за сопствената сигурност и за сигурноста на другите во сообраќајот. За секоја најмала работа бараме совет од контролорот на техничкиот преглед. Незгодите на патот се честа појава и треба да се почитува техничкото знаење на оние на кои им е доверена грижата за возилото. За таа цел постојат работилници со стручно способени луѓе и опремени со најсовремени алатки. Како во многу човечки дејности, и во сообраќајот работите не смеат да се оставаат недовршени. Колку често возачите и сами ги забораваат светлата, убедени дека е се вред, а потоа на возачите од спротивната насока им светат право во очи. И средното светло може да го заслепи возачот кој доаѓа од спротивната насока. Техничкиот преглед не е формалност, туку нужност за сигурноста во сообраќајот. Секако дека главен фактор во сообраќајот е возачот, но возачот го има во рацете возилото. Колку и да е патот добар, ако возилото е технички неисправно, ако не е навреме прегледано и ако не е се поправено, таквото возило во рацете на возачот е опасно оружје на патот.
Техничкиот преглед како институција има за цел да обезбеди периодична контрола на моторните возила. Конкретно, преку оваа институција периодично се врши контролата на моторните возила само на оние безбедности системи од моторното возило кои може да допринесат до знатни катастрофи во сообраќајот. Поради тоа, на оваа институција треба да се посвети соодветно внимание во целост. Непосредно пред да се помине на оваа институција и на нејната суштина, треба да го дефинираме самиот поим за техничко исправно моторно возило. Под поимот техничко исправно на моторното возило може да подразбереме една релативна состојба која зависи од условите во кои е донесена таа дефиницијата. Именно во поразвиените земји поимот на техничко исправно моторно возило може да се дефинира во подлога форма, поради тоа што условите на експлоатација и векот на експлоатацијата на моторното возило се одвива под други околности. Во нашата земја самата институција техничка исправност на моторните возила е дефинирана со законот, односно основи за законската регулатива на вршење технички преглед дава правилникот за опремата и уредите на моторните и приклучните возила. Поаѓајќи од оваа основа, републиките имат донесено своји нормативни акти кои вршат регулирање на начинот на изведување на техничките прегледи. Поаѓајќи од овие акти, можеме да слободно да кажеме дека техничкиот преглед во нашата земја е поставен на цврсти основи и бележи ходен и развој, кој развој можеме да кажеме е достигнат такво ниво да е во прилично поповолна положба од сличните институции кои ги има во соседните земји. Меѓутоа, и покрај што состојбата со техничките прегледи е регулирана преку законски нормативни акти, можеме да кажеме дека се уште тие акти не се така доволни да дадат една трајна регулатива да возилото кој ќе помине на технички преглед биде посматрано како возило кој и во наредниот период нема да претрпи соодветни неисправности. Именно станува збор што законската регулатива предвидува утврдување на состојбата на возилото само при вршење на техничкиот преглед, додека не се базира врз основите на веројатноста дека на возилото во еден догледен период ќе се јават неисправности, а тој период може да биде и релативно кус. Поради тоа, во наредниот период би требало приликом формулирањето на актот за техничка исправност и приликом дефинирање на поимот на техничко исправно возило да се земат заправо овие моменти во предвид, да се земе во предвид и веројатноста да возилото во еден нареден период биде стварно исправно, а тоа значи дека тој период треба да биде и периодот кога ќе треба возилото да дојде повторно на техничка контрола на сите оние уреди кои најдиректно влијаат врз безбедноста во сообраќајот. Моментно во нашата република има поголем број станици за техничка исправност на моторните возила, од кои во состав на Сојузот на возачите се 27 во работа и 4 во изградба. Можеме да кажеме слободно дека сите овие станици се современи и пуштени во работа пред известно време. И во истите станици може да се обават комплетни технички преглед на моторните возила. Битно е да се нагласи да овие станици, покрај тоа што пружат можност да се
извршат техничките прегледи као законска обврска, треба да послужат и како центри во кои возачот ќе најде свој интерес да навратува почесто и да може да го контролира своето возило, со што знатно ќе допринесе во безбедноста на сообраќајот. Од самберната опрема со која се опремени станиците за техничка исправност за моторни возила, во секоја станица поседуваме апарат за контрола на сопирачките. Овој апарат практички овозможува да се утврди колкава е кочната сила, односно кочната реакција со која возилото може да го изврши процесот на сопирање. Апаратот работи на тој принцип да приликом прикочувањето на возилото на соодветни валци, овде се покажува колкава е кочната сила, односно колкава е тангентната реакција на подлогата во условите на кочење. Именно станува збор за една законска регулатива да возилото треба да има најмалце 50% збирна кочна сила од неговата тежина. Во колку тој услов не е задоволен, возилото се смета за неисправно и како такво представува возило кое може да ја загрези безбедноста во сообраќајот. Поред овој апарат, во станиците за техничка исправност на возилата, имаме и други апарати, како например овој сидометар, кој е поставен во сите станици за техничка исправност на моторните возила и кој покажува со кој се утврдува положбата на управувачкиот мост од возилото или е технички неисправно и треба тој систем да се поправи. Уредот за испитување на светлата служи за да се утврди исправноста на нивната положба. Покрај наведените уреди со кои се контролираше активната безбедност на возилото како учесник во сообраќајот, постојат во станиците и уреди кои има за цел да ја констатират и елементите од пасивната безбедност. Така, например, постојат уреди со кои се контролира составот на издавните гасови кај бензинските мотори, односно кај дизел мотори. Со овој инструмент практички се контролира составот на издавните гасови, односно концентрацијата на јаглен моноксид во издавните гасови. Самиот јаглен моноксид прилично штетно делува по здравјето на возачот и во текот на возењето тој чувствува замор и ја губи контролата на возилото и може да биде озбилен причинител за некоја сообраќајна несреќа. Исто така, јаглен моноксидот делува штетно на околината. Поради тоа се препорачува возачите почесто да го вршат тестот на составот на издавните гасови, со што би имале секој пат правилно регулирање на работата на моторот, а со тоа би се извршила и знатна заштеда на самото гориво. Постои уред со кој се мери бојата на издавните гасови, која исто така се смета као загадувач. Уредот работи на прилично едноставен принцип. Со поставување на овој давач во ауспухот се добива соодветен еталон после определено време и тој еталон се контролира на соодветен апарат и се оценува до која степен е обоена со издавните гасови. Штом обоеноста е знатна, значи концентрацијата на согорувањето не е соодветна, возилот се упатува на поправка. Во последно време постои законска одредба за користење на овој уред, кој има за цел да ги утврди радиопречките од работата на моторот и во понатамошниот тек на вршење на технички контроли ќе мора и системот за палење да биде правилно регулиран. Исто така во станиците за техничка исправност постојат определени уреди кои се наречени фонометри и има за задача да
да покажат дали возилото има поголема бучавост отколку што е дозволено, како на самиот мотор, така и на уредот за сигнализација, односно на сирената. Овој уред, за жал, не може да се користи во затворена просторија, за него треба да се имат обезбедени посебни услови, така наречени глуви комори, глуви услови, и овој уред за сега само се користи при контрола во надворешни услови на отворено место, додека во внатрешни услови неговата употреба е отежна. Како што гледате од филмот, може да се стекне увид дека во сите поголеми општински центри на нашата република постојат или е во тек на изградба на нови центри во кои ќе може да се врши техничка контрола врз исправноста на моторните возила, со што ќе се овозможи на граѓаните во непосредна близина да го контролираат своето моторно возило. Оваквата контрола према ориентацијата треба да биде прифатена од сите возачи не како законска регулатива, туку како потреба. На тој начин контролата ќе биде почеста, а безбедноста знатно ќе се зголеми. Врз основа на овој план, Сојузот на возачите на Македонија во рамките на својата активност им овозможува на своите членови да во текот на годината извршат без наваместок повеќе контроли на техничката исправност на своето возило во текот на годината. Покрај ова, активноста на Сојузот е усмерена и кон зголемување на сообраќајната и техничката култура на своите членови, со што тие самите треба да стекнат сознание за значењето на техничката исправност на возилата и да го држат возилото во исправна состојба независно од законските регулативи. Техничкиот преглед на моторните и приклучните возила се обавува еднаш, а на возилата за јавен превоз на патници 2 пати во годината. По новаа законска регулатива, собствениците на моторните возила и пријаќаат мошно сериозно. Всушност, тоа од нив го бараат и центрите за обавување на техничкиот преглед, во кои исправноста на возилото детално се испитува. Но, откога ќе се регистрира возилото, поголемиот број од собствениците не води грижа за исправноста на истото, со што ја загрозуваат безбедноста на сообраќајот на патиштата. Ова го потврдуваат и статистичките показатели, према кои голем број од сообраќајните несреќи се случуваат токму поради техничката неисправност на возилата. Резултатите од една контрола извршена од страна на сообраќајната милиција во Кочани врз техничката исправност на моторните возила беше поразувачка. Од 96 прегледани моторни возила, 56 беа технички неисправни, од кои на 17 им се одземени регистарските таблички и беа упатени на вонреден технички преглед поради неисправност на системот за управување и сопирање. Овие технички неисправни возила беа воглавном на работните организации кои ги користат за своји потреби или јавен превоз на стоки и патници, и ситне од нив имаа уредна документација за техничката исправност на возилото, издадена на истиот или претходните денови и подпишана од страна на одговорните во организацијата. Тој ден до возачите, одговорните и работните организации беа поднесени пријави до судиите за прекршоци, возилата беа вратени во гаражите на поправка и работниот ден за нив беше изгубен. Но сето тоа е минимален губиток во споредба со човечки жртви и материјални штети во сообраќајните несреќи кои се случуваат поради вакво или слично немарно и неодговорно однесување кон техничката исправност на моторните возила.
Првите есенски заладувања дефинитивно и ставија крај на главната туристичка сезона. Сега, кога се сумираат постигнатите резултати, охридските угостители се наполно задоволни. Годинашната туристичка сезона во Охрид беше во знакот на рекорд. Во изминатите 8 месеци во нашиот древен туристички град престојуваа околу 146.000 гости, кои остварија над 600.000 ноќевања, што е многу повеќе од остварениот промет во истиот период минатата година. Овогодишната туристичка сезона во Охрид е повеќе од стандардна, а тоа е резултат на вложените напори за поквалитетно стопанисување на угостителско-туристичките организации. Летната туристичка сезона заврши, но туристичките работници со политика на цени и организирана туристичка забава настојуваат да ја збогатат понудата во наредниот период. Деновиве престојувавме во Охрид и за разлика од минатиот месец, кога туристичките работници беа премногу ангажирани околу сместувањето на многобројните гости, угостителските објекти беа празни. Најчести гости кои може да се сретнат овдека во овој период се школските екскурзии и учесници на симпозиуми и конгреси. Што превземаат туристичките работници за да ги делумно исполнат капацитетите во овој период на годината, ќе ви информира директорот на работната организација Палас од Охрид, Драган Михајловски. Угостителско-туристичката работна организација Палас Охрид е најголема работна организација од областа на угостителството во Охрид. Таа располага со преку 1400 легла во објекти од висока Б категорија, А категорија, а исто така од догодина ќе располага и со модерен автокамп од преку 1000 автокампери во близината на локалитетот Свети Наум. Во туристичката 1978 година Палас се сукобуваше со значајни тешкоти, предизвикани преди се од околноста што во тој период се поклопуваше изградбата и реконструкцијата на Палас, кој што придонесе во голема мера да не се реализираат предвидените ефекти за тој период. Меѓутоа, и покрај ваквите состојби, нашата организација реализира мощни значајни позитивни ефекти. Тоа може да се согледа преди се преку движењето на бројот на гостите и нивните остварени ноќевања. Индикаторите за движењето на туристичкиот промет во нашите објекти покажува дека ние во овој период сме оствариле некаде околу 30.000 посетители кои реализирале преку 100.000 ноќевања, односно за некаде 14% повеќе од истиот период од минатата година. Сигурно е дека во наредниот период, во преостанатите месеци до крајот на сезоната, ние не ќе бидеме задоволни со ваквите постигнати резултати. Заради тоа, уште од сега веќе вршиме многу опсежни припреми за продолжување на сезоната, која што, како што е познато, во Охрид е доста кратка. Со политиката на цени, при која што особено ќе одиме на намалувањето на пансионските и вонпансионските цени, во овој период ќе вршиме и стален притисок на нашите поблиски емитивни пазари преку нашата туристичка агенција. До крајот на годината во нашите објекти ќе се одвива мощне богат културно-уметнички и забавен програм, кој исто така ќе допринесе за побогата содржина на гостите кои ќе престојуваат во нашите објекти до крајот на годината. Ние во овој период вршиме и озбилни припреми за започнување на нов инвестиционен, мощне значаен објект во близината на локалитетот Свети Наум. Имено се работи за изградбата на модерен автокамп од преку 1000 кампери, во кој што со доста содржини, со доста функции, ќе се овозможи една поширока лепеза на услуги од овој вид во нашето крајбрежје.